Спиењето представува биолошка неопходност. Недоволно сон може да предизвика лошо влијание врз општата благосостојба на човекот. Денес за спиењето, сон и неговото влијание врз нашето здравје ќе зборуваме во ова издание на Приказна. Спиењето е важно за секој од нас. Спиењето е особено важно за децата. Во таа насока би сакале да го истакнеме недоволниот сон како резултат на играњето на компјутерски игри од страна на децата. Спиењето представува незаменлива и неопходна потреба на организмот со која истиот се обновува, одмара и репарира. Сонот е клучен за секој ткиво и клетка за нормално функционирање на метаболизмот, имуниот систем, растот, развојот и така натаму. Сонот не случайно го нарекуваме и низ историјата крал Хипнос, бидејќи без сон нема постоење ниту на човековиот род, ниту на животинските врсти. Многу битно е да сватиме дека сонот е составен дел еден здрав емоционален живот, бидејќи во сонот пред се врши редукција на сите метаболички процеси, се врши рекуперање, обновување на емоционалната, на физичката енергија и не само од физички аспект, туку пред се од психолошки аспект. Од тука сонот има големо значење во секојдневниот живот. Без доволно сон првенствено страда нашиот мозок, со што се намалуваат неговите нормални способности и функционирање. Некој со длабок сон и 5 часови е доволно, ги нарекуваме шорт слипери, и некои кои се дремливи, па имаат потреба од сон од 8-9 часа, и сето тоа е во некои физиолошки рамки, се додека не почне тие физиолошки рамки да бидат надминувани. И во еден и во друг правец. Едната е полисомнија, односно сомноленција, која представува и квантитативно нарушување на состојбата на свеста, дури има некои болести кои се карактеризира со нарколепсија. Тој може да стои и да заспие, за секунда заспие. Општите препораки за возрастната популација велат 7 до 9 часа сон секоја ноќ. Ваквите потреби се различни за помладата популација, каде некогаш се потребни и над 10 часа сон. Зборуваме дека сонот има две компоненти, квалитативна и квантитативна. Квантитативна она колку часа поминеме во сон. И тоа е индивидуално зависно од возраста, од професијата, од начинот на живот, од работни активности. Вообичаено кај бебињата, кај децата, сонот нормално да трае 12 до 14 часови, а подоцна со раст потреба сон се намалува, потребата за игра се зголемува. Со старењето секако дека во квантитативна смисла настануваат промени на сонот, односно со старењето е се помалку часови се потребни сон, меѓутоа здрав сон, што велиме тврд сон, кој навистина го одмара организмот и ги обновува и менталните процеси и метаболичките процеси во организмот. Недостатокот сон науката го поврзува со зголемен ризик за повеќе различни здравствени состојби: покачена телесна тежина, тип 2 дијабет, хипертензија, срцеви заболувања, нарушено ментално здравје, зголемени нивоа на стрес, хормони и слично. Имаме во друг правец квантитативно нарушување на сонот, а тоа е или воопшто немаат потреба за сон. Јас имам пациенти кои со месеци око не склопиле и тоа е буквално го исцрпува организмот, или пат имаат потреба за краток сон, испрекинат сон, но повеќе кратно дневно. Спиењето е природен циклус на активноста на мозокот и се состои од две основни фази: REM, Rapid Eye Movement, и NREM, Non-Rapid Eye Movement. NREM се состои од 4 фази. За време на спиењето се случува постојан циклус на REM и NREM. Сонувањето воглавно се случува во REM фазата на спиење.
2 до 2,5 пати се менуваат така наречени рем и нон-рем фази. Рем фаза е фаза на длабоко спиење со брзи покрети на очните движења на очните булбуси, rapid eye movements, и нон-рем фаза е плитко спиење со спори покрети, и тие два циклуса се менуваат 2, пак и некогаш до 3 пати, или просечно 2,5 пати, и тоа е една нормална архитектоника на сонот. За време на длабокиот сон во NREM спиењето, телото се поправа и го регенерира ткивото, гради коски и мускули и го зајакнува имуниот систем. Како што старееме, ние ќе спиеме многу полесно и ќе добиваме многу малку длабок сон. Предвременото старење е исто така поврзано и со краткото време на спиење, иако истражувањата покажуваат дека потребата за сон не се намалува драстично со нашата возраст. Спиењето во правилниот временски период е неопходно и поради излачувањата на хормоните – мелатонин, хормон за раст, тестостерон и други. Доколку не спиете доволно, го зголемувате ризикот од развивање на следниве проблеми и болести – исцрпеност, депресија, промени во функцијата на хормоните, кардиоваскуларни заболувања, оштетување на видот, дијабетес. Не еднаш е потврдено дека спиењето влијае на телесната тежина. Пред се за децата веќе почнам, најважно е за нивниот раст и развој. Значи физичката активност во комбинација со добар сон, добро избалансирана исхрана, значи многу за растот и развојот на децата и како тие може да станат во здрави тинеџери. Спиењето всушност влијае на одредени хормони, поточно лептин и грелин, кои од своја страна влијаат на апетитот. Грелин е хормонот кој го стимулира апетитот, а хормонот лептин испраќа сигнал до мозокот кога сте сити. Ако не спиете доволно, се намалува нивото на лептин, а се зголемува нивото на грелин во телото. Тоа најчесто води до прејадување и зголемена телесна тежина. Функциите на нашето тело се остваруваат благодарение на начинот на живот кој што го живееме. Сеопшто вклучувајќи го исхраната, физичката активност и спиењето. Тие се 3 моменти. И за среќа има се повеќе научни докази, има се повеќе научни студии кои што не охрабруваат, кои што не велат дека сме немокни во однос на тоа како нашето тело ќе одговори. И сега тука има голем диапазон. Ако одиме од правец на најсилните имуномодулатори, како што е витаминот D, за кој што има јасни докази и студии, ако одиме во правец на цинкот или други такви микроелементи кои што силно укажуваат на функција во имуниот систем, меѓутоа не можеме да го исклучиме и целокупниот начин на живот. Како што рековме, и храната сеопшто, и спиењето, и физичката активност. Многу од нас чекаат да дојде викенд за да се одморат, но потребно е да се наспиете и во текот на неделата. Најпрво, недостатокот на сонот влијае врз квалитетот на идното спиење. Второ, недостатокот на сон има штетен ефект врз нашето здравје. Ако не спиеме доволно, се намалува нашиот имунитет и тоа може да доведе до сериозни последици. Алкохолот не е сојузник на добриот сон. Иако тој може да придонесе да заспиете побрзо, ќе го наруши квалитетот на вашиот сон. Кога во вашето тело присуствува алкохол, нема да можете да потонете во длабок сон. Ќе се будите лесно и често во текот на ноќта, а и поголема е веројатноста да рчите или да имате други проблеми со дишењето. Зошто е важен сонот за здравјето на сите нас? Сонот е важен и за човекот, меѓутоа и за животинскиот свет, затоа што така се направени живите суштества, дека мора да имаме еден период во кој ќе одмориме, во кој ќе возобновиме нашата енергија и во кој ќе се овозможи реституција на целокупниот наш организам. Така да сонот е важен за човекот, за да може нормално да функционира, за да ги употреби сите своји капацитети, така да соодветно ги употреби своите сите когнитивни способности, своите емоционални афинитети. Без сон не може човекот адекватно да функционира и да живее. Научните сознанија укажуваат дека како старееме, толку ни е помалку потребно бројот на часови на спиење. Има ли некоја вистина во ова? Да, секако. Да не го спијат бебињата, значи до 3 месечна возраст, нели си да знаеме дека бебињата не го спијат, дури може тоа е 17-18 часа на ден, помалку се будни и како растат од
после 3-месечна возраст, тоа се намалува, тие се повеќе покажуваат интерес за надворешниот свет, се помалку спијат, меѓутоа за колку се помали децата или тинејџерите, им треба доста сон, така да кажам до адолесцентна или пубертетска возраст, тоа се намалува до околу 9 часа на ден, како станува, нели човекот станува повозрастен или старе, се намалува и потребата на сон. Така да тоа е поврзано и со целокупното функционирање на нашиот организам, меѓутоа и многу фактори влијаат. Многу фактори влијаат и во со развојот на човекот и развојот на модерното општество, така да во еден познат факт кој го споменуваме често е дека во последниот век до век и пол е драстично намалено времето на спиење, средна вредност на спиење на човекот, така до пред 100 години било околу 9 часа, сега тоа е намалено на 7-7,5 часа и тоа веројатно и многу влијае на онака како сучествуваме и како функционираме. Дали бројот на или времето на траење на спиењето го одредува квалитетот на сонот? Па да, во суштина тоа е поврзано со тоа што претходно го кажав, бидејќи ради модерниот стил на живот, очекувањата, нели дури е модерно сите како узречици или како да се фалат, немам време или тоа што сакам да го направам, што треба да направиш, тоа е за вчера, роковите, така да тоа све иде на сонот. Сите се обидуваме тоа да го надокнадиме, се скратува времето на сонот, се намалуваат фазите на сонот и се намалува тоа време кое ни е потребно за реституција на нашиот организам. Може да замислите тоа човечкиот организам кој како е значи развиван со можеби со милиони години веројатно, така да сега ние на да кажам на вештачки начин или природно го реметиме со тоа што не му дозволуваме во доволна мера да се опорави. Колку стресот кој што е дел од нашето секојдневие може да афектира врз спиењето и сонот? Колку она што ни се случува влијае на квалитетот на спиењето? Па тоа е општо позната, нели општо познат факт дека многу влијае, нели човек кој се наоѓа под голем стрес, тогаш не може да заспие, често се буди, има неквалитетен сон и така да тоа е еден од знаците дека доживуваме или симптом на еден стрес. Или ако е позначен стрес, како што ние викаме едно расстройство, посттравматско стресно расстройство, еден од симптомите и е недостаток на сон или неквалитетен сон, чести будења, ноќни кошмари и тоа е се поврзано и со нашето функционирање во тек на следниот ден. Но би кажал и обратно, значи недостатокот на сон предизвикува еден голем стрес, така да можете и често да слушате луѓе кои ќе кажат, нели, кои ќе дојдат на работа, денес не сум наспан добро, затоа денеска остајме рад, или денеска не функционирам денес, или денес ми е жолта минута, затоа што не сум се наспал. Од друга страна, значи, имаме и после тоа, нели, се поврзува и со нашето однесување, и со нашите чувства, емоции, нашето функционирање, така да и од како и да го земеме од која страна, евидентно е дека квалитетниот сон и има големо влијание на нас. Колку сонот и спиењето влијаат врз нашето здравје? Има некои истражувања кои што укажуваат дека влијаат на развој на гојазност, на диабет и на други здравствени последици? Да, тоа е значи познат факт дека луѓето со неквалитетен сон и имаат голем ризик за своето здравје, или луѓето, што е многу модерно, луѓето кои работат со ноќните смени, нели, бидејќи сите очекуваме све да работи и навечер, нели имаше и доста коментари дека и недела, така да имаше и доста коментари околу тоа, нели дали недела треба да е неработен ден, меѓутоа и тоа е функција дека човекот и организмот на човекот треба да му дозволиме да се одмори. Така да и на делата, еден дел на делата, нели, треба и да му дозволиме на организмот малку да земе здив. Тоа е поврзано и со тоа што модерниот стил на живење е поврзан и со многу ноќна работа, нели, ние што работиме за здравство, тоа е поврзано и со многу дежурства и многу испитувања има дека и таков и неквалитетен и нередовен сон
многу има влијание и на нашето психичко и на нашето физичко, соматско здравје. Така да, освен тоа што можеме да видиме нефункционални, недостаток на концентрација, нервозни или неисполнителни или неефикасни на работа ако не сме добро наспиени, тоа е голем ризик фактор пред се за срцеви заболувања, за потоа за заболувања поврзани со гастроинтестинален тракт, така да со диабетес, така да тоа не се претпоставки, него се факти кои се потврдени со голем број на истражувања. Колку е важно спиењето и сонот кај децата? Дали и тие имаат влијание врз нивниот развој? Секако да, значи посебно ноќниот сон, значи и хормонот на раст се лачи најмногу навечер кога децата спијат, така да тоа е многу потребно. И човечкиот организам е така направен за да имаме една дневно-ноќен ритам. Човековиот организам другачие функционира и другачие така и хормони се лачат или го предизвикува тој дневно-ноќен ритам отколку ноќно време. Така да тоа е особено значење на децата во тек на нивниот раст. Овој факт е подкрепен со тоа што и медицината или науката му дава големо значење пред некоја година за дневно-ноќен ритам или утврдување на дневниот ноќен ритам и тројца научници добија Нобелова награда. Така да, иако има се уште непознаници како доста се знае, доста факти се утврдени, како функционираме, што е потребно, значи да имаме квалитетен сон, што е различно преку вечер, значи за да можеме на вечер да спиеме или кога ќе дојде светлина во организмот се рачи мелатонин, тоа е поврзано со тоа што следниот ден кога ќе станеме под влијание на светлоста или дневната светлост што треба да ја гледаме или треба да ја гледаме или се често помалку ја гледаат луѓето, се влачи кортизол, па тоа значи се развива една алертност, една спремност за активност, така да тоа е исто и кај децата. Кај децата тоа овозможува еден нормален раст и развој. Кога ја спомнате светлината, колку сината светлина, односно дигиталните уреди го менуваат редоследот или навиците во спиење кај децата? Па доста, бидејќи тоа е поврзано и со зависност од интернет и пореметување и на стил на живење, меѓутоа и на навики на спиење. Така да многу фактори тука влијаат за ризик фактори и на нашето ментално здравје и на соматско здравје, и посебно кај децата. Тоа е познато дека има и доста истражувања дека таа светлина негативно влијае и заради тоа сите модерни или подобри производители имаат да кажам функција на паметниот телефон која спречува таа светлина. Тоа е поврзано, како што кажав, и со зависност, значи и со неквалитетен спиење, така да и за младите, меѓутоа и за возрастните, се препорачува да се остават тие електронски уреди навечер. Храната што ја јадеме влијае врз квалитетот, но и време траењето на самиот сон. Па морам да кажам дека природната исхрана е важна за сите функции на организмот. И ако обично велиме ако се знае кој е таткото на некоја болест, мајката сигурно исто е позната, тоа е исхраната. Така да исхраната е секако важна за правилниот сон. Меѓутоа не како изолирана, во комплекс ние велиме, значи таа спаѓа во така наречените здрави животни стилови, значи режимот и квалитетот на исхраната, поврзано е со физичката активност и со спиењето. Значи тој триас ни е битен кога кажуваме зошто е важна. Важна е и од аспект на структурата, каков е квалитетот, нутритивната вредност, меѓутоа и аспект на режимот, во кој дел од денот, какви типови оброци јадеме, така да од тој аспект е важна за спиењето. Иначе дел од животните намирници и од структурата нивна може да има и директна врска со спиењето. На кофеинот и алкохолот им се препишуваат бројни проблеми и потешкоти при заспивањето и при самиот тек на сонот. Кафето или кафеинот минимум 6 сати пред спиењето мора да бидат прекинати, бидејќи кафето се разградува за 6 сати половина од количината. Значи ние веќе во 10 сата ако сме земале 6 сати поназад, имаме половина од тоа кафе што сме го испиле во 4 сата. А кафето влијае на пореметување на фазите на сонот
и на тој начин и квалитетот на сонот го пореметува, затоа што квалитетот на сонот мора да има од аспект на траењето на сонот и од аспект на фазите на сонот, значи мора полека да се влезе во длабок сон. Сето тоа кафето влие иритантно на тоа. И да не кажувам алкохолот, кој исто така треба да се земе ако веќе се зима, затоа што се смета дека една чаша може да го намали 12%, две чаши веќе 20, три чаши 30% квалитетот на сонот. Повторно ако се земе тој алкохол, тој треба да биде 3 до 4 сата претходно. И исто е карактеристично за алкохолот да тој ги избегнува првите 3 фази на сонот и веднаш се заспива после алкохол, меѓутоа многу брзо се будите. Значи е пореметен континуитетот на сонот. Тие се некои релации кои што се докажани на вообичаените намерници. Затоа треба да се обрне поголемо внимание што јадеме и пиеме пред спиење. Прво е најважно да имаме избалансирана исхрана и режим. Избалансирана исхрана се значи дека структурата мора да содржи и јагнени хидрати, и протеини, и масти мора да има, и додатоци тоа се витамини и минерали. Тоа е битно за секоја функција, па е битно и за спиењето. Нормално кога е врска реков на спиењето, тогаш структурата мора да биде така направена за да оној вечерниот оброк кој што е близок до спиењето да биде таков да не ги вознемери 4 фази на спиењето кои што се битни за она успорено влегување во сонот и за најдлабокиот сон, а има намирници кои тоа го пореметуваат. Така да ако кажеме дека од режимски аспект последниот оброк треба да се земе 2 до 3 часа пред спиењето, тоа е еден аспект кој режим, а како структура намирниците кои што тогаш ќе се земат треба да такви кои што ќе обезбедат ситост за време на спиењето, значи нема да дојде до глад, истовремено да има некаква енергија, али не голема, бидејќи нема кој да троши енергијата преку ноќ, и да има гидрираност на организмот, али водата повторно да биде земена 2 до 3 сати пред тоа. Намирници кои што може да помогне по тој случај, реков се нерафинираните шекери, значи повеќе овошје, односно зеленчук во овој случај, мастите повеќе да бидат ако се од животинско потекло да биде рибата, значи повеќе или белото месо, кои што држат ситост, а истовремено имаат и триптофан, кој што е многу битен за индуцирање на сонот, и значи и витамини. Од тие витамини обично го зимаме повеќе D-витаминот како некој кој што е докажано влијание врз сонот, за разлика од другите витамини кои што не е 100% докажано, затоа што директно докажано за влијание на исхраната врз сонот е прилично комплицирано, бидејќи исхраната зависи од многу други фактори, има ментални, има хемиски компоненти, има биохемиски компоненти, али овие намирници и овој режим може да помогнат кон подобар и потраен сон. Направете баланс во исхраната, но внимавајте и на начинот на спиење, бидејќи тоа може да влијае врз изборот на исхраната. Ова ваша емисија ја поздравувам, бидејќи многу ретко има емисии кои што посветуваат внимание на спиењето. Има доста за исхраната, меѓутоа од различни извори, стручни и нестручни, али за спиењето малку има. Некако го подценуваме фактот на спиење, како да не знаеме дека квалитетно спиење мора да биде од 7 до 9 часа. Без да се обезбеди таа количина, веќе можно е ефект на повеќе органи, почнувајќи од мозокот, кој што се одмара за време на спиењето, влијанието врз кардиоваскуларниот систем, посебно што немаме добро спиење, или имаме испрекинато спиење, се активираат оние хормони за глад и за апетит. Ние имаме глад и тоа кон нездрава храна. Значи тој тип на нездраво спиење обезбедува уште поголем афинитет кон храна, поголемо дебелење и оштетување на кардиоваскуларниот систем. Така да ова што велите е пракса за ето ги запоставуваме тие елементи за квалитетно спиење како елемент на здрав живот. Значи со тој обезбеден сон од 7-9 сати ние спречуваме многу болести. Тоа нашиот народ не го знае и затоа нема таков режим. Западниот свет знаете и сами дека има последен оброк негде измеѓу 6 и 8 часот. А ние доправа тогаш почнуваме и тоа со тешка храна. Спиењето представува незаменлива и неопходна потреба на нашиот организам со која тој се регенерира, се обновува и се одмара. Еве што откривме во врска со ова во денешново истражување. Децата имаат потреба од подолг сон. Па со легнувањето многу доцна се зголемува веројатноста да спијат помалку од потребното, што создава негативни последици. Сонот е една, морам да кажам прво и основно една од круцијалните компоненти, сегменти на секојдневието на животот на секое дете, но и на возрастните луѓе нормално, нели?
Сонот е нешто што е феномен кој многу се истражува, за него многу работи се уште не знаеме. Меѓутоа едно е сигурно, тоа е дека мозокот на детето, нормално и на возрастните луѓе, меѓутоа мозокот во основа не е класично. Тој останува да функционира во тек на ноќта и во тоа негово функционирање интересно е што последните истражувања покажуваат дека и најмалите бебиња, дури и во новороденечка возраст, сонуваат. Меѓутоа, она што е тема на многу интересни дискусии е можноста мозокот да игра со времето. Вие многу пати сте чуле сигурно дека нели може да сонувате само 3-4 секунди, а тоа да ви се чини дека е цела ноќ, и обратно да сонувате 3-4 сата да мислите дека тоа траело само 3-4 секунди. Значи тоа немаме се уште во медицината објаснување, меѓутоа она што сигурно го знаеме кога се дадува прашање, уште од најмалата возраст, уште од новородено, мозокот во фаза на сон, значи кога е детето во сон, има многу големи лачења на многу субстанции, меѓу нив една од најзначајни е хормонот за раст, со кој што децата растат. Се смета дека REM фазата е темел на долгорочното помнење, учење, креативност и контрола на емоциите. Како што фантазијата на вашето дете се развива во текот на денот, така и имагинативните соништа се појавуваат ноќе. Имаме дете кое што има сон кој што не е добар, кој што не е стабилен, не е доволен, треба да се бараат причините и да се види дали начинот на успивање, дали времето на успивање, дали начинот на воспитување на детето влијае на неговиот сон. Особено е битно да се напомене дека во оној период меѓу 3-та и 5-та година, најчесто во тој период, иако може и порано, се појавуваат елементи на страв кај децата. Тој страв кој ние го викаме павор, ноќен страв, павор ноктурнус, значи треба да исто така биде знак дека треба фактички само нежност и комуникација со детето. Нема потреба од користење на одредени медикаменти или лекови во однос на смирување на истиот. Сонот и сите негови фази се потребни за детето цврсто да заспие и баш како што вели и науката, да се разбуди со подобро расположение. Некаде 1 до 2 часа после заспивање имаме и највисоки пикови на хормонот за раст. Меѓутоа, друго што е многу интересно, што се лачат и многу други медијатори. Например, еден од нив е серотонинот, хормонот на среќата, што би рекле, нели? И вие можете да видите бебиња, например, кои што се 2, 3, 4 месеца стари, како спијат и во сон се смеат. Тоа сите го имаат видено. Тоа се должи на соновите што ги имаат децата и серотонинот кој што се лачи кај нив. Во книгите, особено оние што промовираат тренинг за спиење кај бебињата, многу често се наметнати одредени многу строги распореди на спиење, а особено количината на сон со оглед на возраста. Таквите информации на родителите им наметнуваат чувство на вина ако детето не се вклопува во одредените рамки. Кога ќе земете за пример две различни бебиња од 8 месеци, едното ќе спие можеби 11 часа севкупно во 24 часа, а другото може дури и до 17 часа. И двете веројатно ќе бидат во рамките на нормалното. Јас би сакал да ви напоменам само една работа, дека децата, особено во малата возраст, збора доеначката возраст, првата година па и втората година од животот, имат само две желби. Едната е храна, другата е љубов. Кога љубовта ќе им ја дадат родителите во тек на денот, нивните сонови се пријатни и добри. Значи, тоа треба да го имаат во принцип во своето размислување сите луѓе, сите родители кои што ги чуваат своите деца. Она што за нас е најмаркантно во педиатријата, тоа е екстремно брзиот и динамичен развој на мозокот, особено во првата година од животот, последниот триместер од бременоста и првата година од животот, каде што мозокот само што физички расте. Знаете, децата се раѓаат со мозок кој што е некаде околу 400 грама, а он расте повеќе од 100% во тек на првата година од животот. Меѓутоа, суштински е битно што се развиваат асоцијативните врски, се развиваат миелинизација, тоа е еден процес во кој што се развиваат нервните клетки и фактички на тој начин се развива мозокот на детето. И она што е секако тука многу интересно, што мозокот никогаш не прекинува да функционира. Значи, и во најдлабоките сонови, зборам кога спие бебето, иако телото е мирно,
Целата акција е спуштена, мозокот перманентно обработува податоци кои што биле во тек на денот или претходните денови кај едно дете. Индивидуалните потреби за сон се специфични и различни и тоа мора секогаш да се има на ум во врска со детското спиење. Многу е битно, значи родителите да обрнат внимание дали детето спие доволно долго и дали детето има релативно мирен сон. Една од поголемите грешки што често се случува, тоа е во тек на ноќта, она кога ќе почне оној дневно ноќен ритам на живење. Во тек на ноќта родителите кога бебето малце ќе прокенка или ќе се промрда, веднаш му даваат да јаде, односно да пие млеко или да цица или да пие вештачко млеко ако е на вештачка исхрана. Тоа не треба да го прават, едноставно не треба да го учат детето да во тек на ноќта јаде, освен во оние моменти кога ќе се разбуди гладно и ќе има многу силен и интензивен плач. Тоа значи дека детето треба само да се едноставно загрли, да се гушне, да му се збори малку, за да ја осети топлината и мирисот на својата мајка. Тоа е начинот на кој што она ќе се смири и ќе продолжи фино и мирно да сонува. Гледањето телевизија и употреба на паметни телефони се најпроблематичен начин за нарушен сон кај децата. За некои луѓе кои лесно заспиваат, седење пред телевизорот брго доведува до заспивање, додека кај другите обрнато. И се разбира, многу зависи од содржините кои ги гледаме. Меѓутоа, никогаш не би препорачал средство, природно средство за спиење, да биде телевизорот, да биде компјутерот, да биде мобилниот телефон. Најдобро, најмек јасток, најдобро средство за заспивање е мирната совест. Од една страна, од друга страна задоволството со оно што во текуштиот ден, во оној ден што предходно спиењето, како сме го исполнили, дали сме задоволни, дали сме направиле една евалуација, што сме направиле, што утре треба да направиме кратка рекапитулација, направиме план за утре и сега на спиење, утре на извршување на задачата. Меѓутоа, јас тоа често го применувам, нема подобро средство за спиење од книгата. Поготово некоја која е со пријатни, угодни содржини. Гледањето во екран не се препорачува бидејќи синиот спектар на светлина од екранот го попречува производството на мелатонин, хормонот за спиење. Тоа особено не е препорачливо за децата кои се чувствителни на дразби. Од друга страна, се препорачува што повеќе време да се поминува надвор во слободна игра, читање сликовници пред спиење и создавање мирна, релаксирачка атмосфера пред спиење. Гледањето во екран, детското спиење и однесување се многу поврзани. Не дозволувајте им на децата седење пред уреди кои емитуваат сина светлина барем 1 час пред спиењето. Во првите 5 години начинот на воспитување е клjuč за тоа каков ќе биде карактерот на детето. Една од клучните компоненти е и сонот. Ако детето има пореметен сон, пред се имаме проблем со когнитивните функции и со емпатијата према околината, така да можеме да очекуваме да имаме дете кое ќе учи послабо во школа и можеме да очекуваме дете кое ќе биде во перманентна расправија со околината. Децата со нарушена навика за спиењето често имаат мозочна престимулираност за време на спиењето, што може да поттекне состојба на стрес, повеќе пати во текот на ноќта, односно овие деца имаат константно повишени нивоа на кортизол и глукоза во крвта. Многу е битно да децата спијат доволно. Зашто? Затоа што во тек на сонот кај децата бидејќи мозокот се развива во првите години од животот, драматично се развиваат и когнитивните функции, се развиваат сите оние говорни функции на препознавање. Значи, децата го живеат денот во тек на сонот. И мозокот го преработува денот, да кажам, нели? И во колку детето е пратено со среќа во тек на денот, во тој случај соновите негови се пријатни и добри. Во колку се лоши соновите, тогаш треба да делуваме во смисол да тоа се искоригира на некој начин. Во текот на спиењето, децата лачат протеини, наречени цитокини, соединенија кои се многу важни во борбата на телото со инфекциите, болестите и стресот. Она што најмногу ни е важно, што во тек на сонот се лачат и многу имунолошки компоненти, така да, например, НК клетки, лимфоцити, така натаму, интерлеукини и така натаму, така да деца што доволно добро спијат и квалитетно спијат, имаат помалку инфекции, подобро растат, имаат
има емпатија према околината. Покрај тоа што помагаат во борбата со болестите, тие го поттикнуваат сонот, што објаснува зошто кога имаме грип или настинки се чувствуваме толку поспано. Нарушеното спиење го намалува бројот на овие протеини. Квалитетен сон за дечињата е многу важен затоа што е директно поврзан со растот и развојот на самите дечиња. Така што мелатонинот се лачи навечер кога дечињата спијат. Тој е директно поврзан со хормонот за раст. Кога детето не спие, кога се буди навечер, го нарушува хормонот за раст. Може да имаме одреден застој на одредени полиња. Концентрацијата е многу намалена. Деца кои што не спијат навечер немаат концентрација во текот на денот. Кај помалите бебиња тоа го приметуваме во однос на тоа што не знаат да се заиграт сами, го барат константното внимание на мама и на тато, некој да биде околу нив цело време, со плачење, со кенкање. Кај поголемите дечиња заспиваат на часови, заспиваат на клупи, немаат концентрација, не им се задржува концентрацијата повеќе од 10 до 15 минути. Значи имаме доста големи нарушувања. Покрај тоа гојазност може да се појави кај дечиња кои што не спијат добро. Срцеви болести. Значи, директно е поврзано со здравието, неспиењето и е нешто што ако родителите приметуваат и гледат дека нивното дете повеќе од недела дена има нарушено спиење, повеќе од недела дена се буди често, има променети навики на спиење, тогаш треба да се вклучи алармот и дефинитивно да се превземе нешто. За среќа, свеста кај родителите се поголема и поголема кога збориме за спиењето на дечињата и се повеќе знаат да се јават и да побараат помош, и тоа е многу добро што веќе знаат дека не е нормално детенце од 6 од 9 месеци, па дури и толку мали бебиња, да се будат толку често навечер. Една од најглавните причини за ноќните будења на дечињата е неможноста да заспијат сами. Кај возрастните, од друга страна, е малце покомплексно, затоа што прво мораме да го земеме во предвид и здравствениот аспект. Дали има некое здравствено заболување? Ако нема, може да бидат лоши навики за спивање. Значи, би требало возрастните кои што имаат проблем со спиењето барем 1 час пред спиење да избегнуваат електронски уреди. Тоа, да бидеме реални, ретко кој го прави, затоа што или гледаме телевизија или сме со телефонот во соба. Треба да се избегнува пиење на пијалаци кои содржат кофеин пред спиење, и тоа неколку часа пред спиењето. Вечерата да се вечера од прилика 3 до 4 часа пред спиењето, значи да се конзумира полесна храна, да не се пие алкохол, да се легнува горе-доле во исто време и да се будиме скоро секој ден наутро во исто време, да се внимава на хигиената во спиењето, температурата во собата, душекот, перницата. Значи на сите аспекти треба да внимаваме колку сакаме да го подобриме спиењето кај возрастните. Па да, би рекла дека значи имаме разлика помеѓу тоа колку часа спиеме и како спиеме. Не може да кажеме дека спиеме 8 часа, меѓутоа поважното прашање е како ги спиеме тие 8 часа. Кога збориме за квалитетен сон, треба да дека, например, да кажеме дека квалитетно спиеме. Значи, прво заспивањето. Самото заспивање не треба да трае подолго од 30 минути. Од прилика на човек кој што од добро спие, му се потребни 20 до 30 минути да заспие. Откако ќе заспие, е важно да не се буди навечер, значи да може да биде во состојба да ги одспие часовите или евентуално да се разбуди еднаш до 2 пати, меѓутоа откако ќе се разбуди повторно да е во состојба брзо да презаспие, да не му бидат потребни часови за повторно да презаспие. Кога ќе се разбуди са бајле да се чувствува свеж, наспан, со енергија, да не се чувствува со главоболка, значи мамурно после спиењето. Квалитетно спиење е, да кажам, важно да можеме да заспиеме во одредено време и да бидеме во способност да ја одспиеме вечерта и саатите кои што се потребни за одредена возраст. Луѓето кои што немаат квалитетен сон, најчесто се будат многу често навечер и дури откако ќе се разбудат, имаат голема потешкотија со тоа повторно да презаспијат. Кај најмалите дечиња до отприлика некоја 4-5 година се препорачува да имаат дремки. Дури некои деца ако не спијат преку ден, нема да спијат ни навечер, односно се будат почесто. Така што голем мит е тоа кога ќе кажеме остави го детето да се премори преку ден за да ти спие подобро навечер. Напротив, преморено дете преку ден кое што не спие, ќе се буди и навечер. Така да секој родител треба да знае колку дремки треба да има неговото дете според возраста и да се придржува до тој редослед доколку сака и ноќите да бидат многу посмирени.
Кај повозрастните е друга ситуацијата затоа што доколку имаме долга дремка, ние повозрастните, сето тоа може да резултира со прво или да се разбудиме од дремката поспани, понервозни, со главоболка, така што ако имаме дремка, ние возрастните, најдобро да биде кратка, односно 20 до 30 минути, затоа што тоа е одредено време на кое што на телото му е потребно колку толку да поврати енергија, малку да се освежи за да може да го продолжи денот. И дремката се препорачува да биде измеѓу 3 и 5 часот попладне, да не биде па и многу во доцните часови за да не ни го наруши после ноќното спиење. Возрастните, ако имаат долга дремка, прво треба да се запрашаат зошто секој ден телото ми бара долга дремка. Најверојатно е затоа што не спие доволно навечер или има одредено нарушување со спиењето. Пред се за здравието, значи спиењето е клучно за да бидеме здрави, витални и во нашата полна енергија. Доколку не спиеме, доколку имаме нарушено спиење, сите органи се нарушуваат, така што за да можеме да бидеме енергични и да ги извршуваме нашите обврски за нашето здравје, спиењето е клучно. Значи, многу е важно да не го занемаруваме. Ние повише збориме денешно време за здрава исхрана и за вежбање, кои што се исклучително важни, меѓутоа го занемаруваме малку повише спиењето, така што треба да се на тие три работи: здрава исхрана, вежбање и спиење, за ако сакаме да бидеме здрави и да живееме долго. Мит, попладневната дремка е загуба на време. Факт, ако не сте наспани, ништо не може да ве освежи подобро од попладневна дремка. Се разбира, со неа не можете да надоместите кратко спиење во текот на ноќта, но ќе ја вратите енергијата и без проблеми ќе може да го завршите денот. Единствено што треба да внимавате е дремката да не трае повеќе од 45 минути, затоа што потоа ќе бидете поспани. Мит, секој треба да спие по 8 часа дневно. Факт, 8 не е магичен, туку просечен број на часови потребни за човек да се наспие и да функционира нормално. Иако Томас Едисон спиел по 4 часа, а Бил Клинтон тврди дека му се доволни 4,5 часа сон, мала е веројатноста и вие да сте дел од луѓето кои можат малку да спијат, а да функционираат нормално без да го нарушат своето здравје. Научниците процениле дека само 10% од луѓето се програмирани да спијат повеќе или помалку од препорачаните 7 до 8 часа. Мит, за време на викендот може да надоместите за недоволно спиење во текот на седмицата. Факт, најголем дел од луѓето со нетрпение чекаат да дојде викендот за да може да поспијат повеќе со цел да го надоместат недоволниот сон во работната седмица. Иако во мала мера може да се надомести за неспиењето во текот на другите денови, научниците не го препорачуваат спиењето до доцна за време на викенди. Телото ја сака постојаноста, велат стручњаците за спиење. Мит, вежбањето пред спиење ќе ве умори и полесно ќе заспиете. Факт, вежбањето на вистина помага да се спие подобро, но само ако го практикувате барем 3 часа пред легнување. Во спротивно, ќе направи да ви бидат отворени очите и да се мачите да потонете во светот на сништата. Причина за тоа е што вежбањето го загрева телото, а полесно може да заспиете ако телото има пониска телесна температура. По вежбите потребно е да поминат околу 6 часа телото да ја врати нормалната температура. Токму затоа се препорачува да се вежба наутро или попладне, но не и навечер. Парасомниите се нарушување во будноста. Денес за нив зборуваме во артикулација. Парасомнии се нарушувања во будноста, парцијална будност или премин помеѓу фазите на сонот. Шкрипењето со забите, значи глас, касање и триење на забите еден со друг. Доколку детето во неколку наврати го каснува јазикот во текот на ноќта, треба да се мисли на епилептични напади. Повторуваното шкрипење со забите може исто така да биде симптом на тешкотии во дишењето за време на сонот, што треба да се има на ум со цел детето да се препрати на понатамошни испитувања. Зборувањето во сонот се сретнува во различни фази од сонот. Симптомите не треба да се третираат. Зборувањето во сонот треба да се диференцира од ноќните епилептични напади, кои обично се асоцирани со други видови на вокализација. Хрчењето е исто така класифицирано како парасомнија. Во многу случаи хрчењето е бенигно. Ако хрчењето е асоцирано со прекумерен дневен замор или со бихевиорални нарушувања и нарушувања во учењето, тоа бара исто така дополнителни испитувања.
Треба да се има на ум дека хрчењето кое се смета за бенигно може да биде поврзано со метаболен синдром, особено кај дете кое истовремено има и апнеа во сонот. Парализа за време на спиењето. Ви се случило ли некогаш да сте сигурни дека сте будни, но да не можете да се помрднете? За време на REM фазата, нашето тело е целосно парализирано за да не почнеме да се однесуваме според нашите соништа. Но, понекогаш таа парализа поради грешка во сигналите од мозокот може да продолжи и откако ќе се разбудиме и скоро секогаш е проследена со халуцинации кои воопшто не се пријатни. Инсомнија. Неможност да се заспие или да се спие непрекинато. Тоа може да предизвика раздразливост и намалување на концентрацијата во текот на денот. Но доколку ви се случува често, може да стане и многу опасно. Инсомнијата, меѓу другите лоши симптоми, најмногу се поврзува со прекомерната тежина, високиот притисок, срцевите удари и сообраќајните несреќи. И покрај тоа што таа секогаш се објаснува преку психолошки проблеми, може да биде знак и за некој посериозен физиолошки проблем. Индивидуалните потреби за сон кај секој од нас се различни. Но оно што е важно е да го знаеме дека сите имаме потреба за сон и дека таа потреба мора да ја задоволиме. Пријатни соништа и довидување до следната приказна.